Оној познатиот келавко Слави Трифунов се чуди како таа Бугарија им дала 100.000 пасоши на македонците, а се попишале само 3.500 бугари или негде 0,6% од овие попишаниви. 0,6%. И бараат уште во устав да влезе. Абе, кој устав? Устав. Овој. Абе, Слави, не е доволно само да дадеш пасош. Треба и срце да му дадеш на човекот. Ама вие некако срце не покажавте до сега. Обично имавте околу 1600 бугари во Македонија порано, така што се кажува. Значи, со целата негативна кампања на побугарчување што ја правевте на македонскиот народ, со сите закани и блокади, успеавте во изминатите 15 години да ја кренете бројката на дупло. Што, морам да признам, е одличен успех за вашата пиар стратегија и потрошените пари. Еве, во следниве 15 години ќе бидете можеби околу 7.000, нормално ако вие 3.500 бугари нели се размножат квалитетно, ама судејќи по вашите стапки на раз во Бугарија, нема да можете да ја поминете бројката од 4.000. Но, мој совет, апсолутно ќе се покачите во бројките. Ако пожестоко се заканувате и ако пожестоко не блокирате во нашиот пристап во Унијата, а можете да употребите порадикални методи, нели? Оти тамо некои ваши министри поранешни се закануваа со армија, со тенкови ќе ни влезеле, па не знам што тука. Го памтиме и тоа, не дека не го памтиме. Абе, Слави, ти си слушнал за институтот двојно државјанство или само молови и дурови разбираш, нели, како познат музичар и шоумен? Тоа значи дека кога имаш неколку државјанства и пасоши, ти самиот одлучуваш каде ќе се попишеш како доместичен, односно како земја во која си резидентно население. Да те праша нешто тебе преку Тасевски. Вие, кога им дадовте бугарско државјанство на нашиве, им побаравте да се откажат од македонското, а? Еве, дали им побаравте? Изгледа не. Па јеби га бе, Слави, шо викаат србите. Тоа е малку премногу, нели сепак не сме кај Тодор Живков мајката, во Европска Унија сме. Па што сакате сега бе? Овие луѓе на кои што сте им дале државјанство, тие се по националност македонци, но по професија се бугари, чиста работа. И затоа кога ги прашале на пописов наш преварански, нели, како се чувствувате вие? Нормално си рекле се чувствуваме како македонци. И имаш ти среќа што е така. Оти можеш овој директоров на пописот и тоа да ви го скрати. Па кога ќе ги крати македонците по инерција да скрати и некои бугари. Значи ако скратил 130.000 непопишани македонци, тогаш можел и некое стотче од Бугарија да скине. Да ти кажи уште нешто тебе, бате преку Тасевски. Еден совет бесплатен. Бидејќи фалат некаде околу 130.000 неизјаснети македонци на пописот. Ти сега тераја тезата дека тоа уствари се бугари кои што од страв, што им правиме терор тука во Македонија, затоа не сакале да излезат да се попишат бе. Да бе, еве идеја ви давам бесплатна бе. Тоа е вака малце у ваш стил. Кога нешто не во иде по кеф, да бе, тоа дека македонците терор им правеле на бугарите во Македонија, мислам тие 0,6% кои што се изјасниле за такви. Затоа терајте си, иако тие тези ваши се измислени и веќе сите од нас знаат дека, нели, ги измислувате на дневна основа. Изгледа да се малку повеќе од пасошите што сте ги дале, ама од каде па да знаеш? Можете заебал Зоќе, тој шејтане море. Македонец, Македонец гледа Северџан вади. Еве, јас уште малку да ти помогнам, нели, да ја помогнам на бугарската кауза. И уште еднаш да ти објаснам. Македонец е националност, а бугарин е професија. Мислам на овие кајна што се тука, што имаат, нели, добиено пасоши од вас за да може да работат во странство, нели. Еве, на пример, турците во Бугарија си се турци по националност, ама бугари по професија. Исто така. Исто така и ромите. Да бе. Ама тоа не се мали бројки. Некаде околу 50% од денешната Бугарија и македонците во Пиринска Македонија исто така. И нешто ќе ти кажам, треба да снимаме филмови заедно бе. Слави, да пееме, да играме, да си ги почитуваме различностите, кои потоа ќе не сближат. Ама вие сакате со сила убајна. Со сила сакате од нас бугари да направите. Нема бе, Слави бе, не може бе тоа. Не бива таа работа бе. Ај сега ти направи се, мислам, ај биди Бред Пит. Можеш да бидеш Бред Пит? Не можеш да бидеш Бред Пит.
Ма бе, може да имаш и 100 милиони, и 700 како Зеленски. Не можеш да бидеш Бред Пит. Можам ја да бидам Анджелина Мислам, погрешна ми е малце слави споредба, ама сега ме разбра, нели? Шо ми е компарацијава? Затоа, бе, брат, угледај се малце на Азис. Гледај си ја музиката. Направи некој дует со Сузана Гавазова. Доста се бавтеш со политика. Виде како рикна. И место да бидеш премиер, сега си пак ко мене, телевизиски лик. Ете, звезда ако сакаш. Што им соли памет на граѓаните. Кој како, јас со Вегета, ти со Буковец или обратно. Ама тоа е тоа генерално. Кон наш голем маш, фатил глушец зао паш, па го вртел, па го сучел. Знаете на кого мислам, така? Оној познат како љубави, на оној бугарскион лева рака десен джеб Бојко што му рече, нели, љубави. Пиел раке и јадел посебна салама со граѓаните, пренесуваат провладините портали кои работат на ликот и делото на преседникот на Севернава држава. Поред неговите изјави за граѓанството за време на предизборната 2016 година, насловот на веста би требало да биде вака: Председникот заедно со народот наречен од негова страна стока. Епа со таа стока председнико мезел млада детелина и пиел вода од кофа. Слаки, ти си јадеш вино на пондила, тревка, зопца, јачмен, водичка, овој од кофа, бе, Слаки. Мези млада детелина и од јонџата мези со граѓанството. А знаете дека млада детелина е многу опасно да се пасе? Затоа што, нели, после од младата детелина стоката се дуе. Може да пцоиса, не сериозно, ако се смеам. И ако сакаш да и направиш попис после на стоката, да им пукнал овој меот од детелината. И нема попис, мислам, не можеш да ги попишеш. Отишла јабана. И сега наместо тој да се бави со државнички работи, секој ден се шета по Западна Македонија, веројатно нели се чувствува должен за гласовите што ги доби од Али Баба и од оној ликот што ја прогласи короната за умрено, за да биде нели лево сметало и послушник на Зоќе Муртински, Almighty Unfuckable, наместо да биде председател на сите граѓани. И сега се промовира со финти, темек не му е проблем да јаде посебна салама со неколку чипирани СДСМовци, додека Бугарија го однесе и последниот македонски идентитетски атрибут и ги побугарчи Гоце Делчев и царот Самуил. Но што да се очекува од човек кој велеше дека народот ќе му ја извади душата на оној што ќе го смени името, а самиот тој учествуваше во таа промена на името? Карактер е тоа, бе! Карактер пар екселанс! Баш како Бојко љубави. Ама Бојко за Бугарија душа би ни извадил, ама ти љубави за Македонија ништо не би извадил. Ништо. Гола вода. Веројатно ти мислеше кај ќе му оди душата на оној кој ќе го смени името. Стварно, председниче, кај ќе им оди душата на тие што го сменија името на Македонија, а? А кај ќе им оди душата на оние кои што ставаат семејни насилници, кои тепаат жени за амбасадори, при тоа велат, па нема врска тоа, бе, па што ако тепал жени, па само еднаш е осуден за тоа. Значи од еднаш не се стануело насилник, а ова ако тогаш се станува од еднаш, а? Се станува на работа од еднаш. Тачерина се станува. Абе, нешто мене ми е познато оваа приказна. Од еднаш не се стануело, нели, а? Ви текнуе? Епа, не се стануе ни председник од еднаш. Затоа ти два пати се кандидираше. Вториот пат со Амин на овој од исламската верска заедница што јасно кажа дека наредил по џамиите да се даде абер ти да си председник. Тоа така е еднаш, само регуларна, легално, европски. Европски, тоа е по сите европски стандарди. Кога, нели, од позиција на верски лидер, кога им наложуваш, нели, на своите верници за кого да гласаат. Тоа е многу по сите стандарди на европските гласачки машинерии. Така.
Затоа сега благодарници на сите страни од тебе кон зелените еколози, дури и градоначалничкава на Тетово која спискала 20 милиони државни пари, ја испрати амбасадорка во Европа, бе. Опа, сам си знаеш и ти. Мора да ја кажеш фала. Па и ги памтиш говорите од Тетово 2001 против славо македонците, а? Ги памтиш што збореше? Памтиш? Па ти тогаш беше портпарол во полиција, ако добро се сеќаваме, така? Да, бе, председателе, бе, па ти у полиција работеше, бе, да, бе, видиш, како. Ти текне дека у полиција злаки работеше, председател, ти текне, па да, се нормално дека ти текне, бе, да, знаеш ти тоа, стока, јонџа, детелина. Вие у полицијата сте супер, морам да признам, полиција на Северна Македонија двојазична. Све у главите на ВМРО-вците, а и у разузнавање сте добри. Само понекогаш ги мешате ингеренциите, тие што треба да работат надвор, а се по твоја юрисдикција шпинираат дома. А и тоа руски дипломати, нели? Па самиот Таче го кажа тоа во интервју. Ама кој го заболе за тоа? Бе, битно да власта да си тече ова. Тоа што народот очи неќе да ви види, тоа што судството има 8% доларва кај народот, тоа што ќе немаме леп, зејтин, струја, газ, ако имаме инфлација, криминал, безработица. Што ти е гајле бе за тоа, мислам, глупости. Битно Зоки и пријателите од Калето да се среќни бе, кој го онади народот, па нели народот е стока, бе, бе. Тај од детелина, од детелина, немаме детелина, можеме кактус исто да пасеме, не е проблем. Ако Киро Глигоров како председател беше чиста десетка, Борис Трајковски одлично деветка, Хорхе, така, малце послаб, така. Бранко, па уште послаб за двојче. Ти си бе, брат, чист кеца, бе, Бандера! Што викаат во Прилеп, Бандера, знаеш ти Миле Машала, све што видел напучено, го е бал. Пази да не те види Миле Машала, многу си ми некако изложен. Миле Машала, гај го Миле Машала. Да видиш, Джумер кој ја раскажува таа приказна. Се што видел напучено, све е бал. Ко сите позиции, значи, падна бе, човек, како да ти кажам, на испитот председател, падна. Ните бива за надвор, ните бива за натре. И ако се случи сам да излезеш на избори со својот лик и дело, а не со некакви бугарски возови, со, нели, помош од косовски автобуси, мислам, од содржинава на косовските автобуси, ќе бидеш оддуван ко балон со хелиум и никој нема да те памти, барем ние не македонците, овој. А овие други ќе викаат супер ни служеше, бе, одличен дечко, мислам. Ние, она, мислам. Едноставно, човек, некои луѓе го немаат тоа во себе што се вика Македонија, добро служат. Да, добри се за тоа, мислам. Слуга покорни! И тоа е таки наплив на инспирација, не ми зимајте за зло. Епа, овде е обратна тезава. Вие што сте елитата сте слуги, а ние стоката држиме до себе. Вие елитата сакате да клечите и да правите хонолулу, ние сакаме да пружиме отпор. Мала разлика, ама многу битна. Значи и стоката понекогаш знае да биде многу покорисна. Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски. Теовел еменке путем бершенге, вел еменке путем бершенге, биджуко машкар джианенгоро, ек машкар ероменгоро. Саво, обиджуко, тенге, ек, пасте, сае минуре тенге, менгоро отап. Палипе керена, амаре ангуни, пас, драја, машкар джианенгоро, акава модели, екеске, аритем, фундаменти, едикумија, Edicumia,
Интересни ликови се шетаат во македонската политика во изменативе 30 години. Иако врвот на комедијата и трагедијата на Македонија е Зоран Зоќе Заев, ликовите кои во изминативе години се околу него се со посебна приказна и со посебни потреби. Имено, Зоќе очигледно не го поддржува ниту еден чист лик, нели нормален лик, со интегритет лик. И ако имаше некој таков, тие во првата година ќе се дистанцира од него. Мислам, воопшто нема ни да го приберат во свое друштво. Како, например, нели министерот за финансии Тевдовски, например, тој не можеше, нели, да не играше, изгледа по нивните ноти и беше тргнат елегантно. Видовме важно со кого си имаме работа. И тргај се одма. Но еден од тие ликови беше и Мухамед Зекири, кумашинот на Зоќе Заев во големата приказна Едно општество за сите. Веројатно, општество за сите, а парите само за нас. Метеорски успех на овој Мухи од некаков си новинар кој има завршено теологија, ама многу метеорски брзо се искачи, нели, над звезденото македонско политичко небо. Баш метеорски, со диплома за која медиумите пишуваа дека има нејасни датуми на студирање и одбрана. До председател на СДСМ стигна, иако тоа и не е некој успех, нели? До генерален секретар на влада стигна. Тука е више, тоа е веќе елита. Тама, нели, беше Рашковски, па еве го се ова, и Мухи. Херој на борбата за урнесување на Македонија до ова дередже, но и чест гости на најавите во порталите за голем криминал во разни сфери, од мигранти до рекет. И се некако досега во сите помпезни најави успеваше да се извади од приказните како го стекнал својот огромен имот, своите джипови сметки за толку кратко време без бизнис, но додека е во дружба со кумот, и секогаш, и баш поради тоа што е во дружба со кумот. А кумот не е заебанција, нели? Кого пипне тој кумот како кралот Мида, кого пипна во злато го претвори, го збогати, го направи цар, крал. Таква моќ имаше Зоќе, те пипнели злато, те прави. Ви текнуе колку тајкуни создаде. Боки му беше другар, го направи богат. Рашко му беше другар, го направи богат. Го натовари ко брод. Шилегов другар. Шилегов исто. Брод. Мухи другар. Еве го и тој ко траект се натоварил. Венко другар, Венко исто натоварен. Товари тоа. Еден мој пријател што има кафана, деновија ми вели: Сашо, знаеш кога знам дека овие мојве конобари дебело ме крадат? А кафаната ми работи турбо, нели, викам кога? Па не може да издржат, човечки е тоа, до вчера немале ништо, а сега дошле на позиција, нели, цели овали да ставаат у джеп, па по некое време, добри коли на паркинг, брендирана гардероба, шетање ваму таму, гледам пушат скапи цигари, цвикери од 300 евра. Јасно ти е каде оди прометот 30-40% секоја вечер. А пошто владата е еден вид кафана во која не се знае никој пие кој плаќа, народот секојаш е тој што плаќа, еве овие довчерашниве конобари си вовеле само послужување. И тука гледаме сумите секојаш се вртат околу милионче, Рашко милионче, Мухи милионче, тој пред нив милионче, само ние граѓаните куртонче. Овие масонче и милионче, ние саде куртонче. И по некое лубрикантче лево десно. А веројатно кога ги набавиле тоа лубрикантите, паднало и тамо некој милионче. Така се краде, брат, у нашава кафана. Цели овали скара, морски специјалитети ги нема на сметките секоја вечер, а излегле од кујна. Принцип е исти, све со остало нијансе, велеше Балашевиќ. Абе викам, аџијава Мухи според наводите лапал изгледа кртина подолго време, ама сега шефот у кафанава изгледа не го добил својот дел, па решил да му мавне дисциплинска, а дисциплинска иде со 30 без кромит, нели, ова е ушутка, така? И тамо веројатно ќе има некој кромитче да проба генералниот секретар и одхранава на народот, која тој и тие како него буквално ни ја сервираат 5 години. Тоа е, шоуто мора да продолжи. Слушам за некој ден ке имало пак скара. Они 8% не доверува во судството додека не се качат на 50%, калето нема да здивне. А до тогаш бројката новонаселени во шутка може драстично да се зголеми. Нели, ја тоа како аналитичар треба да го знам. И што да кажем на крај? Да, го знам.
Кога во Врање ќе ги прашате врањанци, јесте ли се пописали, они ќе ви врну попишасмо се. Ете и ние у Македонију се попишасмо. Ние на Македонију се попишасмо. И ск не е у Врање време за плакање, него и у Северну време за плакање. И за кукање, и за Не за ебање. И за викање е време. Пошто не можемо више да издржиме од тој Не ебање. Сакам да кажам, власт не прца у здрав мозак, што би рекле Срби. А овие што преко Вучича не хранат и не појат, додека НАТО не брани од нив, и тоа за наши пари, мислам, како да ви кажам, да ти рече некој дека сме луди, малку е. Да ти рече дека сме ненормални, ненормални сме уште поодамна. Кога седнавме да си преговараме за име и за идентитет, мислам, од тогаш сме ненормални. Да ти рече некој дека сме давајгази, давајгази сме уште од ептен, поодамна, од античко време. Преку 14.000, нели, оние ослепени на Самуил, во Турско, памтите во Турско, тоа исто давајгази имало. Кубурот сме го чувале у Турско, наполнет, спремен. Ама длабоко пикнат во чинтијаните. За не дај Боже. До сега кога му го дадовме газот на Зоќе, и на Али да не рендаат 5 години на суво без лубриканти, уствари се, јадам бурек, ни купи они лубриканти, не дека не се, не можеш да ги спориш. Така и сега се попишавме, онака со ешерихија коли у бешика, добро си се измолчавме на народот, на јазикот, на идентитетот и на бројките, а бројките на пописот како што се договориле, али и Зоќе најверојатно со Амин одгоре. Супер попис, сите попишани, само македонците измолчани. Така и треба, да не очекувавте по 4 години тиранска платформа, антимакедонска политика, не спомнување на зборот Македонија и македонски, тотално бришење на историјата и побогарчување, да не мислевте да ви се попишат македонци, народе македонски, Не за какви идеи си ти си за жалење, седиш дома, кукаш, а надвор да не му замериш на партискиот шеф додека те уништува, додека те лаже, додека те краде на очи и ти уништува и днината. Бре, македонче, и да те навредувам до 1001, пак нема да се освестиш. Ништо не делува на тебе, а посебно ништо не делува на оние малине партии на чело со Павле, кои мисле дека ќе живеат 5 животи. И овој ќе го преседиме во квислиншкава влада, биле тоа мажи, како не, маж си кога ќе излезеш, бре, кога ќе грмнеш од гласот, кога ќе удриш со раката на маса, кој ќе отераш све во 300 мајчини и амбасади кој што направи Борис Трајковски на времето, ја растуриш владата и мислам тоа. А сите ние ќе умреме еден ден, ама прашање што ќе им оставиме на нашите деца. Дали големо ништо или шанса да бидат попишани како македонци? Добро. Намочени од меѓународната и нашите комшии кои нонстоп само си копаат позади нас, да не бутнат еден ден онака случајно. Уште малку и сите ќе дигнеме раце. Кој ќе даде гол во 92 минута ќе се помни со векови, ќе се помни дека имало избори и квислинците платиле за своите злодела. Ни треба Трајковски од коалицијата, кој ќе им ги озбрца на сите и ќе ги растури. Чудна коинциденција. Хероите да се презивале Трајковски. Трајан, не си ти ни далеку со презимето. Прашање е дали си херој или она другото. А досега си беше она другото. На буквата. П. Се ја малце вака као на водителка, на презентирка на една телевизија. Се сеќавате на кој се сеќавате? Ова сакав да ја прашам. Сте огледале оној познатиот филм Има ли пилот во авионот? Една феноменална пародија, она паѓање од смеење. Одлична комедија. Тоа е уствари комедија за нашава волкоебина. Дотуша, додека беше Зоќе премиер, имаше пилот во авионот. Поише на автоматски пилот бевме, ама нема врска. Нели, овој автоматски странски, како сакате кажете. Но, колку толку имаше некаков пилот, Зоќе учел за пилот, за авионче за прскање комарци. Беа го ставиле да лета со Airbus 380, со джамбо, бе. И нормално, кој ќе ставиш некој што летал
Како бе летал авион со комар? Летал онакви авиончиња со хартија летал. И замислете се некој така што летал авиончиња од хартија направени, го оставаш да вози Airbus 380. Замисли. И нормално, зоќе му еба мајката. Го растури ко фичо. Абе, мислам, уставот го растури, ги исполажа патниците за дестинацијата кај сме упатени и наместо во Брисел слета у Бурунди, смени ознаки на авионот, нели фирма му смени, го ребрендираше комплетно. А знаеме од British Airways на времето кога го ребрендира, нели кралицата тогаш беше против која сменија нели брендот и се виде после неколку месеци дека изгубија многу патници, изгубија многу пари, па кралицата со наредба рече вратете го стариот бренд што беше на British Airways. А овој токму таа грешка ја направи. Нашиот Airbus го ребрендираше бе, од корен. И нормално. Не оди више. Банкрот. Тоне. Овој губи висина авионот. Се сурвува надоле. И на крај што? И на крај кога пилотов, нели, го напушти авионов, скокна со падобран, остави што? Кој да го води остави? Остави да го води неговата стюардеса. Стюард. А може стюардеса, од кај да знам сега со ова родова од кај да знам? Може сега го знаеш како таче, може утре са бајле ќе се разбуди, ќе се представи како тачерина. Не знаеш, тоа родовите, мислам, родот е, како да ви кажам, променлива категорија, мислам, знаеш, тоа. Се будиш како, легнуваш како машко, се будиш како женско и тоа треба да биде нормално. И да се вратам на проблемот, значи Зоќе скокна со падобран, го напушти авионот, го ја стави стюардесава нели на негово место да го вози авионов и што се случи? Откако ни изумреа преку 7000 луѓе нели од здравствово на кое му аплаудираа по тераси, откако не знаеа на кој начин повеќе како да испумпаат пари од буџетот во стилот на мухијаджијата, дојде војната во Украина, за која знаеле однапред со пендарот. Ама не се подготвувале да обезбедат стокови резерви, да купат струја по поевтина цена, да обезбедат нафта. Туку побитно било да купат коли, да купат есцек за лапање, зреено месо за најефтиното бифе у светот, да обезбедат пари за 90 тендери за лифтови, кои замисли никој не ги видел дека се криминални. И вакви примери има секој божји ден. И сега се спремаа да ја задолжат Македонија со 1,2 милиарда. Да, добро слушнавте. Пола пари странски кредити, бидејќи не може да ја плаќаат струјата што ја увезовме по овие цени, затоа што цела година спиеле, и пола за покачување на минималната плата, и новата систематизација во јавната администрација. Тоа се финти за купување на гласови на предвремените избори. Тоа што пројектната зелка и доматите во износ од десетици милиони евра ќе останат во Македонија и нема да се извезат поради санкциите кон Русија, никому ништо. Да, и тоа е. Нашиве земјоделци сега се плашат, ако реципрочно возвратат русите, нели, останаа јаболката непродадени, тони и тони. Мисли дека овие нашиве ќе најдат алтернативни пазари? Им верувате дека ќе најдат допрва ќе бараат, па тие јаболка не се од плати направени или од дијамант, па стај го ќе трае и ќе скапа, тоа е патлижа, мајка, патлижа, пиперка. И тоа што наместо да се занимаваат како со сите сили да извршираат пролетната сеидба на пченица и пченка за да имаме леп цела година, со максимално учество на владата и субвенции околу семето, ѓубрењето, меканизацијата, тие се занимаваат со праќање на амбасадори, со давање хонорари на спикерки и праќање у амбасади, со помилувања, со платата на груби која му била многу мала, а од хеликоптер се гледа дека не живее од плата, се знае од што живее. Прашете жена му каков бизнис има. Војна има на 1000 километри од тука и глад ни се заканува, ама таче, извини ако го навреди, сега може тачерина е денес, не знам, стварно не знам. Како се разбудил, како машко или како женско се разбудил, не знам, збунет сум. Овие родовиве работи не ги разбирам. И сега, значи, таче и дуи уво не ги боли за ова. Ке чекаат на милостината од Вучич. Замислете, од Вучич, бе, Вучич, диктатор им беше, која доаѓа на власт.
Вучич, тие шарените што беа околу заед. Каков диктатор, многу личи на Груевски Вучич. После 4 години го молеа на коленици, дај вакцини, дај пченица, дај ова, дај она. Тоа што Народната банка и гувернерката интервенираат и што имаат девизи само за неколку месеци, нели, ако дојде до влошување на кризата, никому ништо. Тоа што јавниот долг ќе биде 67% од бруто домашниот производ, а тоа значи банкрот, блуз, бем! Повторно никому ништо. Повторно играат на картата дека ќе го поткупат народот и дека потоа повторно ќе го молзат. Не тебе, Слаки, тебе не дам никој да те молзи. Тебе не те дам. Нас не молзат. Ние сме поголеми крави од тебе, бе, Слаки. И играат на картата со пописот, замислете цело време. Вметнаа бројка на албанците се надеваат дека по 100 пат лажење ќе добијат датум, продавајќи го името, јазикот, идентитетот на бугарите, и тоа ќе го прикажат како мега гига успех на државата. Нели? На Дуи до душа име гајле, бе, и не им чуе, бе, си се ладат Дуи, бе. Не се тоа албанци, тоа се некои кои биле македонци, као што вика Али, дека сме биле повластена нација во Југославија. А тој бил тогаш, нели, многу угнетен. Нели, многу угнетен бил. Си живеел во Швајцарија со инвалидска пензија. Затоа бил угнетен. И сега албанците се повластена нација, нели, овде благодарение на домашните предавници и на странските, нели, глобални интереси. И ќе одат на избори. А потоа? А народот ќе си умира и од болести и за леп. Битно е на груби да му се покачи платата. Многу е мала. Многу е мала, бе. 70.000 денари. Плата ли е, бе? Плата ли е, бе? Солзи сами капат, прости ми. Ја не знам тој човек како уште е жив. Па јас со толкава мала плата, па до сега 3 пати ќе се обесам. Тоа беше се, народе македонски, за денес, и сите пријатели, нели, на Македонија ширум планетата Земја и во галаксијата Млечен пат. Голема сатисфакција за мене и мојата екипа е што имаме пораки за поддршка од сите страни на светот. Буквално од Нов Зеланд до Камчатка, нели, преку Бразил, Катар, Јапонија, Аљаска, Ртот, Добра Надеж и Гибралтар, Суетски канал, Голандската висорамнина, значи осегде пристигаат разни честитки и зборови на поддршка за ова перкутасевски шоу, нели. Тоа е тоа, доброто плескање надалеку се слуша, тоа е битно. Што повеќе не гледате, толку повеќе ќе издржиме. Ќе го издржиме, нели, плескањето. Затоа што ние не сме против никого, ама сме за Македонија. Македонија вечна. Како што гледаш, народе, мене ми е се прекутасевски. А вие добре дојдовте во прекутасевски шоу. Светот, како што гледате, полуде, се пука, се убива, нема брашно, нема зејтин, нафтата оди горе-доле, Бојко го апсија па го пуштија, Пендарко амнестира кого стигне и како стигне, Дуи се жали функционерските плати им биле многу мали, па сега треба да собираме, нели, доброволен прилог да ги извадиме од калта. Павле чека, нели, една изборна единица, таче најавува нови задолжувања. Навистина живееме во прекрасна планета, која расипана паштета. Ама јас сум си на топло, нели, мезам, нели, сиренце, ево и кашкавалче, многу е добро. Особено овие се убави даскиве на Технополис, си пијам винце, си шибам со шоуто и не ми чуе. Шоуто не смее да застане, затоа што вие тоа го баравте. Одиме со прекутасевски шоу. Рагао! Машала, Слаки, машала. Слаки, ти се работи тебе, ма, а? Ти се работи?
Па во Република Северна Волкоебина нема кој да работи, Слаки. Имаше право зоќе. Блескаме, Слаки. И тоа блескаме до вжештување. Сите работоспособни млади и 30% стари ги извезовме на запад, останаа само магарињата, оние истренираните од европските образовни проекти. Па да знаевме дека толку многу ќе работи извозот, немаше толку да запнуваме, бе, ама шо е тука е? А тука газдиве на фирмиве се жалат, немат луѓе, немат кој да работи. Многу глупа влада сте. Многу глупа. Донесовте закон за 18.000 плата, ама нема кој да ја земи. Мајка, да земи. Имено, газдиве пуштиле огласи за факултетски образовани по можност магистри, со познавање на неколку јазици, по можност и албански, возачка дозвола за шлепер, за да ускочиш кој ќе треба, нулта позитив крвна група, ако му затреба на газдата и фамилијата, компјутерски вештини од Word програмирање, нели, поставување на компјутерски мрежи, оно, познавање сметководство, со опција доплата во плата од 1000 денари ако се знае кандидатот да води двојно книговодство, нели не? Оно знаете, на мафија двојни познавање на маркетинг треба да има за социјални мрежи, да знае да снима видеа, да знае да пее. Да пее Кармен, да пее, да знае монтажа во премиер, основен курс по готвење кафе куварлук. Кафе куварлук, така е, не е она друго. Платате 18.000 денари и ќе почнете да ја зимате по третиот месец, нели, при правнички стаж, кој се води неплатено. Сега, работодавциве не можеле да најдат работници за овие одлични услови кои ги нема ни во Шведска, затоа што во Шведска нашиве газди би копале канали и би местеле кабли. Па уште се жалат преку медиуми, а кога даваат К-15 бараа да им го вратиш, тогаш не, никако медиуми. Кога вработувате секретарка, истата треба да ви биде швалерка, кафе куварка, чистачка и психијатар за 200 евра, тогаш не викате медиуми. Таа е све супер. Кажи им, бе, Слаки, кажи им, ај, Слаки, кажа. Машала, Слаки, машала. Или кога, например, доцните 3 месеци со плата, а на синот и на керката им паркирате автомобили од 100.000 евра во дворот на фирмата, додека вработените ги бројат ситните пари во джебовите да им купат леп на децата, да имат нели што да јадат со маргаринот, тогаш никако медиумите не постојат. Медиумите антепортас има да седат пред врата. Букла. Кога не плаќате социјално и здравствено, тогаш не викате медиуми да им објасните како тоа вие се лечите кај Лешан Митрев, а вашите вработени со бајачки и чајви и ракија се лечат. Па викате тогаш медиуми може ќе успеат да направат приказна за фирмите во Севернава, Волкоебина. Истите тие бизнисмени на кои им се забрани да стават македонски производи на налепниците, сега плачат дека немале работници. Па се додека му служите на зоќе нема ни да имате, затоа што неговава вештачка држава на чело со неговиот потрчкотаче не се потпира на економски закони и правила, туку врз база на корупција и клиентелизам. Ако ги имаш таква состојба, луѓето заминуваат да си го бараат лепчето надвор. Сургун чопек ауфидерсин. Но највеќе гладта го тера човек на многу работи. Највеќе му ги отвара очите. Ширу му ги отвара, вака ќе го ококори кога си гладен, вака си ококорен, цел си ококорен, гладен су ми се јаде. Но ми се јаде, ми коркора цевата, ми коркора. Колку напатени луѓе гладни со отворени очи, ококорени ви прозбореа, ви откриваат секој ден, ви се жалат, ви плачат. Газди мои, со честни исклучоци, нели тука пак правам некоја дистанца. Спремете се за финалето. Ке немате работници, ке мора да ги платите, да ги чувате како да ви се фамилија. И повеќе од фамилија, како во Јапонија ке треба да ги чувате. Не се надевајте дека тачили овој црпко ќе ви донесат ефтина работна сила од Сирија или Авганистан. И Господа може ќе избега од овде, бе. Концентрирајте се на постарите граѓани,
платете ги достоинствено. Младите виши онака не ве клацкаат и со право не ве клацкаат. Џопек сургун ауфидерзен. Започнате процесот. Ауфидерзен. Овие млади ќе го вратат сјаот на Македонија, во тоа ви ветувам. Затоа што не клецкаат жива сила, а ако не ги почитувате, ќе го јадете дебело. Ќе го јадете. Путин? Путин звони. Ке му се јавам после. После ке му се јавам. Стај го на холд. На холд стај го. И поздрави го. Само да завршим го барам. Ако не ги почитувате младите, како реков, ќе го јадете дебело. Кај да е откако ќе пропаднете, а тие ќе сгазат, ќе отидат нели надвор, ќе дојдат после тоа овде и ќе ве купат со се партали, со се гаќи ќе ве купат, нели ако ви останат гаќите, нели однапред жуто, од позади кафеаво. Благодарим. Слаки, кравче моје, млекодавно. Сега ќе ти раскажам една многу убава приказна за добра ноќ. Или кошмарна ноќ, сега зависи како ќе ја сватиш. Види бе, Слаки, кошмарите се сега нормални, секаква слично со вистинските кошмари е сосема случајна, Слаки. Еве приказната, начули ги ушите, напрчи ги роговите. Си беше, Слаки, еднаш една мала земја која ја вика Република Северна Волкоебина. Прво беше нормална земја, па и направија војна, па после тоа дојде режим, па хибриден режим, па сега е џамити, нели, демократија со недостатоци. Знаеш како ти е таа демократија? Мека неолиберална диктатура. Шиемуга ѓура. Што викаат овие комшиите од север Србија. Сакаа да кажат со тоа дека земјава е со фалинки, што би рекле, нели, старите. Во таа измислена држава Северна Волкоебина, Слаки моја, имало многу фалинки. Фалинки во глата, фалинки у мозокот. Народот имал фалинки у џебот, преполна била со фалинки. Но оваа измислена држава, Слаки, била многу горда на своето судство. Имала такво судство, што представувала пример во светски размер. Значи, толку убаво, праведно судство имала таа северната, што просто правдата свршвала да биде задоволена во таа северната. Не ѓела во ниједна друга, нели, држава да биде задоволена, само во северната сакала да се задоволена. Ево, таа држава, Слаки, имало крадачи, криминалци, кои не лежеле затвор. Боже пази, никако бе. Во таа држава, Слаки, се одело во затвор само за украдени 100 кебапи, 10 тегли аева, нели, погрешка, нели, ако те намести судија или адвокат. Или може да те намести обвинител, не е проблем. Ама најдобра варијанта е бум-бум, трас-трас, нели, да те наместат, нели, бум-бум, трас-трас, да те наместат за премиер, обвинител, судија, адвокат, нели. Оти во таа измислена држава од нашава приказна, замислете, шефот на специјалното обвинителство бил во затвор. Бил во затвор, Слаки! Слаки! Слаки, бе! Абе, у затвор бил, бе. У затвор бил, а после у специјално обвинителство, мислам, обвинител. И фаќат српка, бе, како може да, бе. И во неа постоел така наречен зелен имунитет. Ти си по ова зеленово, знаеш, она, нели, тоа. Знаеш ти тоа, како биде со зелена тревичка. Например, како бил тој зелен имунитет, Слаки? Законодавството на таа земја не опфаќало членови на зелениот клуб на екологисти на таа Северна Волкоебина. И тоа е направено по урнек на американските војници кои не одговараат за сторен криминал во земјите домаќини, туку ги опфаќа само домашното право. Нели за зелениве, овие у таа државата најверојатно е надлежно Министерството за правда на Мадагаскар. Не на таа северната, на Мадагаскар, на Сенегал, на Чад. Таму е све зелено у ПМ, мислам.
Ова измислена земја Слаки имала и уставен суд, и уставни суди имала, ама они биле ненадлежни за се што се случува. Надлежни, Слаки, да ти биле само за предметите на сјуприм лидерот. За примање на плата и за дрвење на седници со глупости. Може да се каже дека во оваа панафриканска земја немала уставни судии, туку усрани судии. Судии кои биле толку усрани и затоа се прогласиле за ненадлежни. Надлежни биле само за потрошувачка на тоалетна хартија, за друго не биле надлежни. И кога во собранието на таа волкоебина бил избран некој си Тальо за председател на собрание, со дигање на две раце, во општ хаос, со подпис на неовластен пратеник Мрсимудовски, со десетици прекршувања на деловниот и уставот, усраниот суд на оваа волкоебина земја се изјаснил дека тоа нема карактер на пропис и не може да биде предмет на уставна оцена. Инаку, кај уставни оценки, да ти кажам, се давале само на кучиња на изложба, но не на нелегален избор на председател на парламентот. Не, тоа никако. Битно е како на шарко му стои опашката, а ако е свиткана меѓу нозе, усраниот суд дава оценка 5, цаци Б, шампион на Северна волкоебина. Така е кога судот суди нели без педигре. А ова иницијатива е безпредметна, рекле од усраниот суд на ова измислена држава од нашата приказна. Па да, само платата и привилегиите се предметни, а да се дискутира за некој од зелената елита кој е узурпирал демократијата, тоа не пали, не е дозволено тоа. Во оваа држава се отидено во 300 мајчина. И обичен, и апелационен, и уставен, и фудбалски суди, и судии за кучиња, и судот на судбината, се е испревртено, дури страшниот суд не функционира кај нас, оти да функционираше, ке беше овде Рај, Швајцарија ке беше, да функционираше страшниот суд, ама и тој и тука не работи. Се е испревртено, се наопаку, се погрешно, нема допир со правдата. Кој видел лајер од правда, Слаки, правда има само во приказните, ама не и во оваа наша приказна, Слаки. Најголема среќа за сите нас е што ова е само приказна и земјата е од бајките. И судот е од бајките, Слаки. Само срањата останаа наши. Познатиот северно-македонски министер за понадвор, Бујарче, звани Икебана, моја мала сад е у Јапану, тира-тира-ри-ра-ри-ра-ра. Тој Бујарче, звани Икебана, не советува да не сме купувале бензин на пумпите на Лукоил, затоа што со тоа сме ја финансирале руската воена машинерија, оној дронот го финансираме, а не тоа мандалото на ронџенеми. Ја мајката, како дојде до вакиов заклучок, Бујар? Калиба двојазично дојде до овој гениален заклучок. А во 2001 година, кога купуев моркови и крастајци од Кујтим, од Кондово, онде на зелено пазарче, веројатно Бујар купуев и по еден метак за еколозите од Шара на чело со Али Ахмети, Менторот твој, Бујарче, Ајде моркови, ајде крастајци, со секој купен морков донирате по еден метак за Али и 40 екологисти кои што се во шумата. Може би денеска го дониравте токму вашиот куршум, што е наменет токму за вас. Тенгере! А може би не, може би тоа никогаш не се знае. Животот е руски рулет, драги мои. Да. Руски рулет, а не украински. Видите, немај да се со мандалона на ронџереми. А ја да го прашам Бујарче, Бейзинче, кога купуваме на Пластичарска улица без фискални, кого го финансираме тогаш, Бујар? Кина ја финансира, ракетниот програм на Кина го финансираме, Бујар, Кого на Пентагон, биолошките лаборатории у Украина, сигурно не ги финансираме според тебе. Ама Кина ја финансираме, Кина. Кога пиеме кафе во Тетово, Струга, Кичево или Гостивар, а не ни даваат фискална, кого го финансираме, Бујар? Бразил го финансираме? Бело Хоризонте, ФК Бело Хоризонте? Или ФК Ботафого? Пошто кафето нели од Бразил доаѓа? Кога цело Арачиново не плаќа данок, кого го финансираме, Бујар?
Светската банка. Ајде, немој ти мене тука мандалата на ранџере ми. Немојте, мом. Како да ти кажам. После со тие дупли камати нели го покриваат данокот на пилотиве, а ние другите што сме ние другиве, летечки овци, кои го враќаме со генерации, а кога кондовци не плаќаат струја, кого го финансираме бе бујар? Веројатно Туле, овој Тотал електричарот на Зоќа роднинава овој. Или кого го финансираме? Кочо струја? Или син му на Муса, оној Муса, Или оној бројачот за пари на бирото на Али? Да врти нешто, бе, греота е таква германска машина, да седи така без работа, сува, мислам, без евра, без долари на сува, да не се врти на сува, бе, жаба на сува, не крека, бе, ало! Или кога од некое министерство ќе ни кажат соодветни рамковни кадри да донесеме фактура, ама робата не мора да ја носиме, ќе ни ја платат и после да донесеме кај типот 50% кеш, тогаш кого финансираме? Па себе. Кај пари 50%, кај цела роба дома да си ја продаеш на црно, бе, супер, бе, зелен бизнис, бе, нема проблем, бе. Мандала на ранџере ми. Бе, бујар, битно е ти да си коректен со своите газди. Знаеш како викаат сега во народот? Со онаа квази држава владее дипшит и плитки мозоци. Ако знаеме кој е дипшит, веројатно треба да погодиме кои се тие плитки сервилни мозоци кои владеат. Не очекуваме ти да ги штитиш македонските интереси. Ти со своите постапки досега 1000 пати покажа дека подраги ти се албанските и косовските интереси, а после тоа бугарските интереси да кажеме. За жал, од таму не зимаш плата, ама па ти не живееш од плата, бе, ја глуп, мислам како може да кажам дека ти живееш од плата. Ти не живееш од плата, бе. Ти си уште ставени да преговараш за македонскиот идентитет и за јазикот со бугарите. Ама во Апсурдистан и тоа ни е малку, да ти каже тебе нешто прекутасецки. Се ти што ќе препорачаш народот обратно ќе направи. Тебе ни албанците не ти веруваат, бе. Слушај што ќе ти кажам, бе. Секој ден ми го кажуваат тоа, посебно од моментот кога на списокот за нова влада имаше 67 пратеници подпишани, а вие зелените од ДУИ заедно со вашите ментори од кадето успеавте да го дотерате до 59 со познатиот трик на Дейвид Коперфилд, кога исчезнува пратеник на 2-3 дена и одеднаш се појавува нели као телепортиран од Стар Трек онака. Демократски и европски, бе, топ сте, бе, така за исчезнување и појавување на пратеници, бе. Ова го знаат сите честни албанци, бе, бујар. И да ти кажам уште нешто, да го сакаше Украина толку Косово досега ќе го признаеше. Бујар, мислам дека врска немаш ти од надворешна политика. Слушај, ај чао, отидов да си ставам бензинче кај Лукоил и да си пијам, нели, кафенце, руско, одлично. Мандалото на ранџере. Кога го прашале еден наш познат судија во алкохолизирана состојба зошто во име на власта се прават глуви и слепи, кога и врапците на гранките ги гледаат рекетите и криминалите и не судат според правото и правдината, туку само по инструкции на некој, за кој повторно врапците знаат кој е тој, судијата онака алкохолизиран меѓу две вискија се направил малку многу умен се направил. Одозгора му рекле на шефот дека го штитат и него и нас во име на повисоко добро. Ама шефот од многу штитење отиде нели да продаа корнишони. И прашање на дене кога ќе речат, ај буди го рано на Сабајле во име на повисоко некое добро. И што би рекол народот, колку добро направил судијата, толку добро да најде пред себе. Но очигледно не ја сватил главната шешбеж дубара на овие одозгора, а тоа е дека се снимаат и дека се бележат. И дека еден ден сите од бележникот го јадат калапот, независно колку високо се качени. Зашто повисоко кога се паѓа има голем бум. А голем бум надалеку се слуша, за памет, а и они од озгора се секогаш од озгора, нешто како со газот што е секогаш да кажеме од позади. Така и Infuckable Бојко Борисов, легенда која хода на Зоќе братот, на Пендар љубовта, на Меркел инспирацијата и на Тодор Живков обезбедувањето, пред некој ден го хапна мачорчета. Ја хапне луканката со обвинение за рекет од 250 милиони евра или ако сакате во левови 500 милиони левови цели на округло.
си правил рекет суше 2 цуцки од кабинетот и еден министер и го делкал најголемиот криминалец во Бугарија, контроверзниот Шишков. Замислете, акцијата ја спроведуваше бугарското МВР без знаење на бугарското обвинителство, затоа што таму нали се подразбира има некоја русковска која би ја пробила акцијата, всушност бугарскиот обвинител е Гаки со Бојко. Затоа апсело ова европското обвинителство со главната европска обвинителка Романката Ковеши. Нешто ви звучи познато, а? Имавме и ние вакви 2-3 акции на FBI, а? Така да, Бојко ли е, Стојко ли е, Зоќе ли е, Ноќе ли е, многу не ги интересира кој ќе дојде ден од тие фаци. А кај нас нешто се слуша дека многу брзо ќе дојде и тој ден, ама дупли. Ред социјалдемократи, ред зелени екологисти со нагласок на цела гарнитура. Како што вели песната, ќе дојде ден, убав ден. Бојко го пуштија да земе воздух, а и у Бугарија си ја наредиле, Европска унија е тоа, само 24 часа притвор, не е како во оваа северна волкоебина, те апсати си и живуваат со тебе како во среден век, дека Бојко ќе лежи, тоа е јасно дека ќе лежи, ама дека нема сам да лежи, и тоа е јасно. Епа, ај тогаш да им кажеме на овие од севернава и на ваша глава. Ова беше се за денес. Се симнувам тука од лудава планета. Ке се качам пак на ненормалниот фрингишпил за некој ден. Затоа приклучете се на каналот Комедија Македонија, споделете ги видеата и мислете со своја глава. За почеток и толку е доволно. А сега, аривидерчи Македонија, на секаде по светот. Пам, пара, пам, 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 пам.